Топ 5 негативни ефекти од нелегалноста на марихуана. Слушате го уште еднаш, топ 5 негативни ефекти од нелегалноста на марихуана. Разбирате? Не промовирам јас да се пуши или да се користи марихуана за било која цел во Македонија, заради тоа што истото е казливо со закон, разбирате, можете да дојдете во затвор или да ве осудат во општеството, значи што ќе зборам сега понатаму. Место број 5. Абсурдните закони што важат за поединци, а не важат за големите, како да ги наречам, олигарси. Имат некои 20-30 фабрики, сите овие што се богаташи сватија дека тоа е иднината на светот, да во инвестирање на фабрики со треба да произведе марихуана, а истата таа супстанца, ако е фатена кај некој обичен човек, тоест ја мене или тебе, истиот може да заврши во затвор или да го осудат за секогаш, дека ти си ваков и ваков. Затоа го ставам на место број 5. Самата таа абсурдност ми ствара доста негативна слика за легалниот систем во, мислам, и во Македонија и во Балканот, да речеме. И истиот може да се промени само ако се законите исти за сите, а не за олигарсите, за богаташите да се едни, а за клошарите вака како мене и ко тебе да се други. Ојме на место број 4. Место број 4 е резервирано за дилерите. Дилерите се тие луѓе што нас не снабдуваат со супстанцата наречена марихуана. Сега нема да ги јас нив критикувам нешто, заради тоа што тие се единствениот извор каде што ти можеш да најдеш нешто што е треба да се договара со некои црни луѓе, разбирате, значи треба да се запознаеш ти со црни луѓе. Го чекаш човекот не иде, значи ти дал помалце, разбираш, ти си му дал пари, па не ти се појавил, разбираш. Истите луѓе, тие црните луѓе имаат исто доста други субстанции кај што ти можеш да знаеш, разбираш, треба едно, субстанциите се друго, хемијава е различна работа. Ако си слаб карактер, да ти рече двате не, ама знаеш, треба ставаш спит, ево ти бомбони. И плюс тоа не знаеш брате што ќе ти дај тој. Разбираш, врска нема што ќе ти даде. Ти да некоја албанка, некоја шиптарка, некоја како е вике, лајнарка смрди таво гној чуван. Разбираш? И сега ти да би, значи што не носи до место број 3, до место број 3 носи самиот квалитет, разбираш? Значи ти кога би ошол в продавница како би купил продавница, значи даваш пари, купиш индига, купиш таму што ти ја знам амнесија хейс. И ти брате знаеш дека тоа го конзумираш, а не некоја, да речеме, дојдена од Албанија чувана во 300 мочо и гној. Разбираш, и ти кога би било тоа легално све, кога можеш ти да си одиш продавница, да си ја купиш како нормален човек, ти брате би немало мака во животов со загриженост за квалитетот. Разбирате? Да не правиме ние муабет за бенефитов од тоа колку да речеме туристички места како Охрид ќе имат бенефит од самата таа супстанца, значи ти да реализираш тоа во Охрид. Амстердам во ред, али ти брате Охрид имаш значи 40 километри обала со Систруга, она 60-70 километри обала, кај што може да вријат од луѓе, само со еден потек, разбираш, само со еден потек. Али не ни е денеска темава за позитивни, значи ќе кажем само негативни работи од нелегалноста на треба. Место број 2, малце сега гледаме од друг аспект, тоа е срамот. Значи ти како пушач, како користел уживател, како да се наречиш, тебе брате ќе те осудат вака дека ти правиш срамно дело. Разбираш, ти си во Македонија срамота што пушиш или што ти ја знам што правиш, че ти си наркоман, ти си осуден и од другава страна на срамот си ти човеков што пуши, значи се криеш кој некој мајмун за некоја зграда во некој паркинг, се криеш кој некој мајмун во некоја темница, 5 души се криете, значи 5 души олкај мажи се криете кој некој мајмуни, истото ствара таков револт, таков срам. Значи како поединец ти пушач не можеш да уживаш, работава да уживаш во животот, не е да се срамиш, туку да уживаш. И истото тоа тебе те влечи да не уживаш, да си правиш филмови, да си правиш бедој. А број еден на мојава топ листа е самиот Бедов. Бедов се јавува заради ова све што го наведив јас до сега. Значи Бедов се јавува од сите тие негативни работи што може да ти се десет за време на твое уживање во марихуана. Може да ти се деси ти да завршиш затвор, може да ти се деси да те осудат, може да ти се деси да изгубиш работно место. И све што ти ја знам, и тој бед е стациониран директно во твоево главче. Теквит? И е цело време тука, дури си ти под дејство на марихуана. Ако некојаш се деси да одека во Македонија, што не чисто сумњам, се легализира целата работа, лично мене ќе ми фали Бедов. Виктор, стално мора да се зафркаваш на битни теми, значи дека ти свест лајкаш на шала. Океј, во ред. Значи како што кажав, јас не промовирам, јас сакам само да ја кажам сликава
Овој YouTube канал го направив за да ја расширам мојава искреност према светов, што мислам јас дека не чини во светов. И ова е една од работи што вистина ме нервират и сметат. Сите тие осудувања или слично, али ипак, како што кажав, значи јас не промовирам и не би промовирал на некого што е под 21 година. Значи, многу е битен фактов да се земи дека оваа супстанција и било која супстанција што ти стара психотропни дејства во твојот мозок не е препорачлива ако ти си под 21 години или ево, кај нас под 18 години барем. Разбирате? А да се разбереме, значи до 25 години, луѓе што и познавам, од нив 99% имат барем еднаш пробано во животот супстанца наречена марихуана, која е нелегална во Македонија. А добри 50% ја користат, ако не еднаш, два пати, три пати на неделно или секој ден. Значи ние одека разговараме за тема што е срамота да се разговара дека е нештото, значи да е некој осуден, че нормално дека стариве не може да разберет некој работи. Ама стариве кој разбираш? Мене стариве ич не ми гајле што мисли. Тебе како млад човек треба да не ти гајле што мислат стариве луѓе. Значи што стариве луѓе си имаат други вредности, разбирате? На 2019 врате се смена светот комплетно тие што го познаат. Пошто не можам да викам јас, ке цело време кога ќе зборам за некои вакви теми ќе викам swim, а swim значи someone who is me, or other, значи свимо. И јас лично првиот пат кога имам, свимов лично. Првиот пат кога имат пробано на таква супстанција, имат 22 години. Разбирате? Значи многу е битно ти ако си дете, ако го гледаш ова, многу е битно да во животов одлучиш кога ќе си зрел да се одлучиш за нештото, а не од мали нозе, па после тоа можеш да ми сватиш дека сите супстанции се истини, дека сите супстанции се како треба и дека можеш да загазиш во некои тешки супстанции како хероини, да не кажам уште шо нема, значи во светов. Тоа не е препорачливо ако си дете да си конзумен на било шо. Разбираш, на било шо. Океј, тоа беше све за ова, значи денеска го правиме интервјуво во природа. Значи денеска студио ми е ова природа, што е многу убаво. Не го гледате, хамера. Кај си? Многу е убаво. И да се бориме за тие некои природни ресурси што природата нас ни ги дават, а ние ги демонизираме истите и ги ставаме во нелегални супстанции. Ту-ду-ду.